14 македонски научници и универзитетски професори се прогласени за највлијателни и најистакнати истражувачи за минатата 2023 година. По повод Светскиот ден на науката за мир и развој на ректоратот при Универзитетот Кирил и Методи, наградите беа доделени од страна на ректорот на Универзитетот професор доктор Билјана Ангелова. Од Оким нагласија дека дигитализацијата ќе биде движечки столб на универзитетот, како и следењето на светските научни трендови во сите области. Според ректорката на Оким, Ангелова, формирањето на колаборативниот центар е еден од клучните чекори за напредувањето на транспарентноста на универзитетот. Ке започнам со формирање на колаборативниот центар за отворена наука на Оким, како заложба за примена на европските стандарди за отворен пристап во научното издаваштво и истражувачката инфраструктура. Придобивките за нашите единици се несомнени, а сето тоа ќе го олесни поуспешното интегрирање во ЕРА, Европскиот истражувачки простор. Целта е преку овој центар за отворена наука да се имплементираат политиките за отворен пристап до истражувачката инфраструктура и секако до истражувачките резултати. Добитниците на признанијата задоволни. Според нив, ова е голем гест од страна на државата и универзитетот и голем мотив да продолжат да ја напредуваат македонската наука. Најпрво, сакам да изразам искрена благодарност до нашиот универзитет за неговата посветеност во поттикнувањето на културата на истражување, создавање нови знаења, унапредување на академската извореност. Ова признание не е само личен успех, туку и доказ дека вредностите што ги негуваме, како и страјноста, иновацијата и посветеноста се клучни за нашиот напредок. Дел од нив сметаат дека се потребни поголеми средства за истражување, зашто веќе од Министерството за образование и наука најавија реформа со која овогодинешните 30 милиони денари во идната 2025 ќе се зголемат за дополнителни 38 милиони денари. Па така, буџетот за истражувачка дејност во 2025 година ќе изнесува 68 милиони денари. Ова признание се доделува од 2002 година со одлука на Обединетите нации, а кај нас оваа година признанија добија научници од медицинските, технолошките, општествените и техничките науки.